Се уште нема одлука каде ќе се дислоцираат над 500 тони токсичен отпад од скопското село Орман. По 2 недели откако општинскиот инспектор ја открил депонијата и пријавил во Министерството за животна средина, на терен конечно излегува државниот инспекторат. Тие заедно со акредитирана лабораторија земаа примероци од материјата за која вела дека е олово од уништени акумулатори. Во моментот во Македонија нема инсталација која што може да врши третман на ваквиот отпад. Имаме некаде 2 инсталации со интегрирана дозвола, една е во Пробиштип и една овде на оваа локација во Чучер Сандево. Тие имаат обврска согласно интегрираната дозвола. Опасниот отпад што го создаваат на самата при рециклирањето на овие акумулатори да го складираат, соодветно да го складираат и потоа да го предадат на овластена фирма за постапување со таа шифра на отпад. По земените примероци инспекторите се упатија во компанијата која работи на 2,5 километри од местото. Се утврдува дали фирмата Рецикл Екостарт е одговорна за складирање на стотици тони опасен отпад. Според информациите, сопственикот на земјиштето не е поврзан со фирмата и не знаел што се складира на неговиот имот. Поред градоначалникот на Ѓорче Петров, проблем ќе биде како и каде понатаму ќе се складира отпадот. Па вака сега, ние го затекнавме отпадот. На територија на општина Ѓорче Петров не постои фирма со интегрирана дозвола која што преработува ваков тип на отпад. До тука можам да кажам, повикан е сопственикот на земјиштето во општината Ѓорче Петров, тој не бил свесен за тоа дека на неговиот отпад на неговата локација, се депонира ваков тип на отпад, останува на институциите да превземат мерки соодветно да го откријат како прво сторителот и потребно истиот тој или пак сопственикот на земјиштето да го дислоцираат од таму отпадот од веќе познатата локација. Мештаните со кои разговаравме се загрижени. Велат, тука постојано се создаваат нови депонии, а на Скопје му се заканува еколошка катастрофа. Па тоа е срамота, како ќе нема загадува? Сето ѓубре овдека, гледај кој ондека сам. Ако не е загадено, све е загадено. Па загрижени сме ми, што овде све е загадено, нема што не е загадено. Све ќе се загади, почвата и реката и може и водата за пиење. Тоа се шири, јас колку што знам. Државните инспектори на 18 октомври издале решение сопствениците на земјиштето да го дислоцираат опасниот отпад. Тече рокот од 30 дена. Доколку се утврди одговорност на фирмата Рецикл Екостарт, може да биде задолжена да го врати назад на својата локација од каде е направен или пак да направи извоз на отпадот. Ако загадувањето со опасен отпад е од големи размери, може да се отвори кривична постапка. Казните за фирмата може да бидат до максимум од 98.000 евра во зависност од големината на компанијата.